20. март 1978. Насекаде во Италија големо обезбедување поради продолжувањето на сослушувањето во судењето на така наречените црвени бригади. Во сенката на киднапирањето на бившиот италијански премиер Алдо Моро и продолжувањето на терористичките напади врз водечките адвокати, судењето се спроведуваше со невидени судски сцени. Обвинетите беа затворени во железни кафези. Адвокатите извикуваа обвинување и против обвинување во судницата, а затворениците или го игнорираа судењето, или се обидуваа да прокламираат своја сопствена верзија за судењето. Ова е можеби најпознатиот во светот балетски и оперски колектив Болшој театар од Москва. Во март 1976 овој колектив што ја преживеа револуцијата и стана најдобар представник на советската уметност, ја прослави својата 200 годишнина. Болшој театар е основан во 1776, но најде свој дом во Москва по повлекувањето на Наполеон во 1812, кога е изграден самиот театар. Во текот на неговото постоење голем број популарни пејачи и танцувачи придонесувале за неговата многу голема репутација. март 1960 година представува пресвртница во историјата на африканската политика. На тој ден голема маса црнци се собраа во градчето Шапервил, близу Јоханесбург. Тие упатија ненасилнички протест поради новите закони на јужноафриканската влада, што беа дел од програмата на апартхеидот. Но, од непозната причина, полицијата отвори оган. 64 африканци беа убиени, а повеќе од 150 ранети. Тоа беше можеби најпровокативното злосторство во историјата на апартхеидот. Јужна Африка беше остро осудена од меѓународната заедница поради оваа монструозна акција. На 21. март 1913 година во Луков Дол во Горски Котар е роден Иван Горан Ковачич, познат хрватски поет. Студирал и завршил филозофски факултет во Загреб. Во 1942 година со стариот хрватски поет Владимир Назор се приклучуваат на народно-ослободителната борба на југословенските народи. Учествувал во двете најголеми битки во текот на народно-ослободителната борба, на Неретва и на Сутјеска, кога бил заробен од четниците и на зверски начин убиен. Пред војната пишувал песни и преведувал од англиски и француски јазик. Во почетокот на 1943 година ја напишал поемата Јама, химна на човечкото достоинство и слобода. На 22. март 1966 во црквата Свети Петар во Рим се состана архиепископот од Кентенбери, поглаварот на црквата во Англија со папата, водачот на католичкиот свет. Тоа беше гест на помирување по 4-вековното разидување, предизвикано од Хенри VIII, кој ја извади Англија од католичката црква. март 1940. Хитлер и Мусолини се среќаваат во Бренеспас и ја создаваат оската Рим-Берлин. На овој состанок Хитлер изјави дека има намера да ја окупира Франција. Мусолини реши и Италија да влезе во војна. Во септември 1940 се создава тројниот пакт Рим-Берлин-Токио. Наскоро Втората светска војна, која веќе е во тек, ќе го потресе целиот свет. Ова бурно добре дојде е упатено од црнечкото население на Њу Јорк до политичарот Адам Клейтон Пауел, борец за човечките права. На 23. март 1968 година Пауел ризикуваше да биде затворен поради непослушност према судот. Пауел беше американски конгресмен, 22 години, представувајќи го црнечкото население од Харлем. Умре во 1972 година.
Тој секогаш ќе биде познат по својата изрека «Продолжи да веруваш, бејби». На 23 март 1977 председателот Марија Естела Перон беше симната од власт и на нејзино место дојде воената хунта на чело со генерал Хорхе Видела, кој беше прогласен за аргентински председател 4 дена по ударот. Неговиот кабинет се состоеше од 6 војни и 20 цивилни члена. Almirante Emilio Eduardo Macera, general Orlando Ramón Agosti, comandante general de la Fuerza Aérea Argentina, juro por Dios nuestro Señor. ...24 март 1971. Започнува огромната битка за изградба на проектот за да се одземе копно од морето и да се претвори во плодна површина на Холандија. Холандјаните се познати по нивната вештина за градење насипи за да се задржи морето и за да се претвори морското корито во плодна земја. Ова беше еден од најголемите такви потфати. Тој започна со поставување бетонски блокови по должината на една линија на замислениот насип. На 24 март 1845 година умрел Кирил Пејчиновиќ, познат писател и просветител. Роден е во село Теарце Тетовско во 1771 година, а учел во повеќе манастири во Македонија. Бил игумен во Марковиот манастир кај Скопје, а потоа во манастирот во село Лешок. Покрај црковната работа се занимавал со собирање стари ракописи и книги и напишал 2 книги: Огледало, отпечатано во Будин во 1816 година, и Утешение грешних, отпечатано во печатницата на Теодосија Синаицки во Солун во 1840 година. Кирил Пејчиновиќ со Јоаким Крчовски се првите македонци што пишуваат и печатат книги на македонски народен јазик, а со тоа се и првите борци против грчкото духовно влијание и бараат воведување на македонскиот јазик во црковната служба. Затоа тие двајца се сметаат за првите македонски преродбеници и будители на македонскиот народ. На 25 март 1941 година председателот на предавничката влада на Југославија Драгиша Цветковиќ и министерот за надворешни работи Александар Цинцер Марковиќ во Виена со министерот за надворешни работи на Германија Рибентроп го потпишаа тројниот пакт, со што ненародниот белградски режим ги предаде југословенските народи на фашистичките злосторници и го извршија најсрамното предавство во историјата на југословенските народи. Со тој акт тие ставија крај на независноста на народите на Југославија. Меѓутоа, народите на Југославија, по веста за извршеното предавство, начело со најсвесниот дел на Комунистичката партија на Југославија, рекоа едногласно не и иднината на својата судбина ја зедоа во својата рака. Во цела Југославија се дигнаа демонстрации против предавството и на 27 март 1941 година предавничката влада беше срушена. Палатата на правдата во Париз. Сцена од серија судење на бивши француски офицери кои организираа бунт во 1961 во Алжир и изведуваа терористички акции таму, како и во главниот град на Франција во 1962 година. Еден од последните уапсени една година по бунтот беше генерал Едмунд Жуо. Тој беше фатен во Оран на 25 март 1962 и пренесен во Париз. Беше осуден на смрт. Обидот на генералите Алжир да остане француски беше залуден. Веќе во јули 1962 Алжир беше прогласен за независна република. На 26 март 1941 година цела Југославија е вознемирена од предавството на предавничката влада Цветковиќ-Мачек по потпишувањето на тројниот пакт. На 26 март продолжуваат започнатите демонстрации од 24 и 25 март во Краљево, Крајагуевац се прошируваат и во другите градови на Србија, се шират и во Македонија и во други места.
Во Скопје вечерта на 26 март се одржуваат големи демонстрации. Пред демонстрантите говорниците зборуваат на македонски јазик. На сите демонстрации во целата земја едногласно било барањето, раскинување на тројниот пакт. Се барало народна влада преку паролите: долу главата, долу пактот, народна влада, сојуз со Советскиот сојуз. Демонстрациите кулминација достигнале на 27 март, кога е срушена предавничката влада на Цветковиќ Мачек. На 26 март 1965 година во главниот град на Шри-Ланка Коломбо владееше големо возбудување зашто новиот премиер Дадли Сенанаике требаше да положи заклетва заедно со својот кабинет во кралската куќа. Тој беше победник во огорчената битка на изборите. Негов противник беше претходниот премиер, господја Сиримаво Бандаранаике. – 26 март 1975. Ријад, Саудиска Арабија. Државници од сите муслимански земји се собраа во овој град за да присуствуваат на закопот на кралот Фејсал, врз кој беше извршен атентат во претходниот ден. Со неговата смрт, арапските народи загуби еден од своите водачи кој владееше 17 години. По него на престолот на Саудиска Арабија дојде кралот Халид.